Намалувањето на маржите во трговијата негативно ќе се одрази врз работењето на малите и средни претпријатија кои ги има и најмногу во земјава, реагираат бизнисмените. Горан Георгиевски од Сојузот на стопански комори за Алфа вели дека ограничувањето на заработката во комбинација со растот на минималната плата и недела неработен ден свесно ги турка компаниите во бездна. Ова се повторно притисок и дополнително влијание на бизнисот. Тежината падна на микро, малите и средни претпријатија. Тие се практично носители на најголем дел од економската активност во нашата држава и најголеми вработувачи во нашата држава. Овие мерки кои што беа насочени кон маржите во трговците, во трговските ланци, се само едно парцијално решение, тоа директно ги носи компаниите во банкрот. Лебот, зејтинот, брашното тип 400 одсега ќе се продаваат по набавна цена, додека за другите основни прехранбени производи маржата се намалува на 4% во трговијата на големо и 3% во трговијата на мало. Белиот леб и зејтинот, но секако дека и брашното до 31 мај ќе се продава од страна на трговците на мало без никаква профитна маржа. Владините мерки ја ограничија заработката на трговците, но не успеа да ги спречат поскапувањата, зашто набавените цени на сите производи веќе се зголемени. Основните намирници отидоа предалеку, така да ние пензионерите сме ставени ептену ќоше. Тешко, потешко. Се осеќа во продавница која ќе отидете високи цени? Да. Како се издржува? Па треба да се внимава со буџетот, колку се троши пари и тие работи. Парите стигаат сега? Па не баш. Никако без злато. Мали пензии, никако. Ако не се децата да ми подпомогнат, никако. Скапи производи, секој ден се поскапи. Секој ден. Погледнам са бале лебо, 38 денари. Ово ще да купиш, ма само да можеш да го саниш. Еве сега вика дека ќе се намалеле даноците ќе бил. Да видам, да не верувам. Од кога викаат 5 години, че гледам до кај дојдовме. Од Министерството за економија велат дека како дополнителна времена мерка се забранува извоз на зејтин. Постои можност тоа да се направи за брашното, пченката и пченицата. Проценките се дека во периодот од 1 до 8 март од државава се извезени 330 тони зејтин.